Добро вечер, вие слушате емисијата Дансе Макабре со своето 636 издание на Радио Канал 103. А во Дансе Макабре секоја сезона одвојувам простор за селекцијата на филмови кои се прикажани на 4 најголеми и незначајни филмски фестивали, своевидно аналогни пандани на Grand Slam турнирите во тенис, така и филмската индустрија има своји фестивали кои треба да привлечат филмови со исклучителни високи уметнички квалитети кои и тоа како имаат удел во трката за наградите на престижните филмски манифестации. Четворката е составена од Sundance, Берлинале, Кан и Венеција, од кои за Венеција скоро никогаш не можам да дојдам на ред да направам епизода, затоа што се одвива секогаш во период кога Дансе Макабре е на одмор, но за останатите три секако дека добивате епизода, како што ќе биде случајот со ова издание посветено на првиот голем фестивал кој ќе ја отпочне годишната сезона, односно американскиот гигант од Јута, Sundance. Така што ќе ви говорам за филмовите од надпреварувачките селекции и за премиерите вон нив, филмови за кои доста ќе се говори во текот на годината, како што беше случајот со A Real Pain или пак Train Dreams од изминатите 2 години. Со оглед на тоа што нема опција македонските критичари да одат на фестивалот со поддршка од некоја си институција, без разлика за тоа што сум член на Фипресци и филмски критичар со речиси 20 годишно искуство во професијата и илјадници рецензии објавени досега, не сум привилегиран да известувам од Јута, но тоа нема да ме спречи да ви ги приложам филмовите за да бидеме не само во чекор со времето, туку да се освестат домашните филмаџи за да сватат што се бара на врвниот светски фестивал од нивниот филм, за да не се бунат потоа кога ќе бидат одбиени. Така што заземете удобна позиција и се спуштаме по снежните падини на Јута, а оваа емисија ја започнавме со композициите Bruce Sky, Unravel и Empty Hands од новото студиско издание на Попи, насловено како Empty Hands, а во продолжение ќе слушнеме нью металците со хардкор влијанијата Dagger Thread од нивниот нов албум Bleed Reboot со композициите Becoming и 404, односно ова е музика која што е издадена од албуми кои се појавија во периодот од јануари и почетокот на февруари, од кој што во продолжение на емисијата и ќе слушаме музика од останатите изданија кои се појавија во овој период. Дансе Макабре е емисија во која 17 сезони се зборува за уметност, бора против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите криминалци, и секој издание е на мала победа против шундот, абатијата, предрасудите и богот на медиокритетот, алгоритамот. Целта на емисијата е да ги доближи квалитетните уметнички дела до секој слушател и да успостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечер ви ме закажувам полноќен дан за смртта по 636 пат. Јас сум Зlatko Ѓеревски, а вие останете за трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Од 22 јануари до 1 февруари, со време трајање од 11 фестивалски дена, се одржа во Парк Сити, Солт Лейк Сити во Јута новото издание на Sundance за последен пат во овие 48 години на постојање, затоа што наредната година ќе се пресели во нов дом, односно филмската елита ќе биде сместена во Болдер, Колорадо, друга скијачка дестинација, па ќе видиме како тоа ќе биде изведено, а до тогаш последното збогување со Јута беше на овогодишното издание на Sundance. Така што си постои некаква си носталгија и тага за тоа што се напушта Парк Сити, се разбира дека има богата историја фестивалот во градот и максимално ја искористиле оваа година според сето тоа што можев да слушнам од моите колеги. И овај прв пат Sundance да се одржи без сега веќе починатиот основач Роберт Редфорд. Иако имаше борба за купување на еден филм, сумите се драстично пониски за откупување и во компетиции. Едвај 1 до 2 филма имаат веќе најдена дистрибуција. Премиерата се разбира дека се најатрактивни, иако голем број на документарци ќе завршат например на платформите на стримерите и нема да имаат репертоарски живот. И ова е прва година ниту еден филм да не е достапен за време на фестивалот на некоја платформа, односно да биде откупен предходно, тоест да дојде студиото заедно со филмот или да најави дека непосредно по завршувањето на фестивалот ќе го промовира, што говори дека или не гризат доволно студијата, или па мамците се можеби слаби.
За разлика од Кански, каде снобизмот наложува да има неколку минутни овации по секоја цена на премиерите, за некој чудо овој ноторен тренд оваа година се префрли и на американското тло, каде неколку минутни аплаузи добија Think Josephine, Wicker, The Invite, Levitating и Union County, што не знам дали е создавање на здрава или па на некаква си нездрава навика на овој фестивал или едноставно помодарство. Половина од филмовите во селекцијата комплетно ќе се изгубат во текот на годината и или па нема да добијат воопшто дистрибуција, така беше случајот со минатата, каде победниците во американската и во интернационалната за интернационална драма не ни добија дистрибуција, ни трага ни глас нема од Артопија и од Cactus Pears, па можеби подобро е да не победи филм во својата селекција ако нема дистрибутер да вложи средства и напор за негова промоција или едноставно нема привлечност за пошироките маси, не сака да работи за негово промовирање и содржи квалитети со кои ќе резонира, например, малцинство од гледачката публика. Затоа Plain Clothes, Sorry Baby и Twinless привлекоа најголемо внимание од филмовите од САД, а од светските само DJ Ахмет и турскиот The Things You Kill направија нешто надвор од Sundance, а останатите уште немаме снимка. Дури од извиканите филмови за време на фестивалот од Luz и The Virgin of Quarry Lake остануваат да бидат филмови за кои ќе се дигне джева само за време на фестивалот и година подоцна ни трага ни глас од тие филмови. И секоја година морам да ги кудам продукциите на филмовите од страна на човек кој е задолжен за објавување на промо-материјали од вашите филмови. Крај на материзам е филм, примен на голем фестивал, да нема постер. Значи, срам да им е на филмските мизерии од продукции и мене не ме интересираат изговорите дека чекале да бидат купени од страна на студијата, па да го шлакнат нивното лого. Ваш постер мора да имате, затоа што се е подобро од тоа срање шлакнато име на сцена од филмот, например. Така што студенти имаат постери на нивни филмови и не се согласувам дека еден филм ако сака да има сериозен пристап, да не се појави со плакат. Не ме интересираат изговори, чувајте ги за вашите мајки што ви кажуваат дека сте најдобри. Се знае, ако веќе филмот е прифатен на еден од големите фестивали, треба да има изготвено некаков си постер, што лекција која многу добро ја знаат балканските продукции и секој од нив има веќе изготвено филм. Така беше и минатата година, така и оваа година, што говори за професионалност која американците очигледно дека комплетно ја занемаруваат. Во американската компетиција на драми може да се погледна Бедфорд Парк во режија на Стефан Јан, во кој Одри, глумена од Мун Чој, е од корејско-американска жена во своите 30 години, се враќа во домот на своите родители по сообраќајната несреќа на низината мајка. Таму го сретнува Ели, односно Сонг Су Ки, кој глуми него човекот одговорен за несреќата. Покрај нивните различни потекла се поврзува двајцата преку нивните заеднички трауми од детството и културолошката тежина на тој термин хан, односно длабоко вкоренета огорченост и тага, што би требало да значи во слободен превод, формирајќи неверојатно романтична врска. Филмот е награден со специјалната награда од жирито за дебитантско остварување и правата ги откупија Sony, што значи дека ќе го туркаат за наградите наредната година, искористувајќи ја максимално азиската карта која што ја поседува. Покрај него беше прикажан и Карусел, во режија на Рейчел Ламберт, во кој глумат Крис Пайн и Джени Слейт во ова романтична драма. Потоа The Friend's House is Here на Хусейн Кашварц и Марија Матај, кои го копродуцираат со филмот со Иран, односно филмот го истражува подземниот уметнички свет на Техеран, каде две млади жени основаат скриено светилиште за слобода и сестринство за да го практикуваат својот занает. Кога нивниот креативен круг ќе биде разоткриен, тие се принудени да се борат една за друга и да опстанок од пред нивната заедница. Се нагазува потребата од артистичка слобода во Иран во делото наградено со специјалната награда од жирито за ансамбл, уште еден филм кој требало да се шверцува од Иран, најскапаната држава во светот во која се живее и твори под цензура. Потоа,
можеше да се погледне Хачан, Shake Your Booty, од Јосеф Кобута Владика. Филмот означува стилско остапување за Владика од претходните негови остварувања, преминувајќи од суровите трилери со неговите претходни дела со музички водени студија на ликови. Хару, глумен од Ринко Кикучи и Луис од Алехандро Еда, се страствени надпреварувачи на токиската сцена на балски танц, односно една трагедија ќе ја натера Хару да се повлече во изолација. Незините пријатели ја наговаруваат да се врати во студиото, каде што таа развива, односно се заљубува со новиот незин инструктор, глумен од Алберто Гера. Додека искрите летаат, Хару мора да се справи со својата тага и својата ново откриена желба. Награден за најдобра режија и правата ги откупи Sony, овој пат застанувајќи за јапонско-латино кастингот кој што го поседува овој филм. Потоа, Hot Water во режија на Ремзи Башур, драмедија од Институтот на Санденс, откако е исклучено од средното училиште во Индијана, американскиот тинејџер глумен од Даниел Золгади и неговата мајка Ливанка глумена од Лубна Азабал тргнуваат на патување кон запад. Нивното патување станува истражување на диаспората, раселувањето и што се дефинира домот. Правата за дистрибуција ги откупи Филмс Бутик и секако еден од најизвиканите филмови на фестивалот е Джозефин во режија на Бет-Те Араујо, еден од филмовите на кои се обрна најмногу внимание во оваа селекција, кој исто така беше селектиран и на Берлинале оваа година, ти се прикаше во Европа. Значи, откако 8-годишната Джозефин е сведок на брутален напад во паркот на Голден Гейт, таа почнува да доживува страф и параноја и јас сметам дека е силување во прашање од поатоците кои што ги имам, и овој филм беше награден од жирито со главната награда и го награди самата публика. Така што Гема Чен и Ченинг Тейтам глумат родители на Джозефина, кој може да остане без дистрибуција во овој момент, иако реткост е да се поклопи жири со публиката со своите награди. Филм за тоа како се манифестира и процесира траумата низ детската перспектива, тензичен со доста фалични родители кои живеат во Сан Франциско во маглата, со процедурален епилог, налика анатомија на падот, кој го имавме пред неколку години на Кан. Има интерес за филмот, меѓутоа има и доста хорор чинители со оглед на тоа што девојчето го гледа силувачот на секаде, така што очекуваме да го погледнеме доколку се избори некој и најде начин како да го приближи овој филм без разлика на насилните чинители до пошироката публика, со оглед на тоа што предпоставам дека има Ченинг Тейтум доволно моќ како актерска звезда да привлече барем лимитирано прикажување во одреден број на киносали на овој филм. Со оглед на тоа што се дигна многу прашина за него и се надеваме дека некој дистрибутер ќе загризе. The Musical во режија на Жизел Бонила, комедија за Даг Лајбовиц, глумен од Уил Брил, фрустриран драматург и професор по театар во основно училиште, кој открива дека неговата поранешна девојка Џулијан Џејкобс почнала да излегува со неговиот непријател, односно директорот на училиштето, глумен од Роб Лоу. Мотивирано злоба, Даг одлучува да ги уништи шансите на директорот да освои престижната награда Сина лента на академска извонредност со поставување на несоодветен и хаотичен училишен мюзикл. Така што борба на мюзиклите ќе има во рамките на оваа драмедија. Run Amok во режија на N.B. Major, кој се базира на незиниот краток филм во кој Мег, глумена од Алиса Марвин, е средношколка која се обидува да ги процесира последиците од училишната трагедија со поставување на елабориран мюзикл за еден ден што незиното средно училиште посакува да може да го заборави. Незиниот уметнички потфат ја доведува во конфликт со возрастните и во незината заедница, чии клишеја и празни ветувања ја занемаруваат вистинската емоционална обработка, што е потребна пред на учениците, така што имаме доста мюзикли од Америка што ги понудија за и околу во оваа селекција. Take Me Home во режија на Лис Сарджент, уште една адаптација на краток филм кој беше финансиски поддржан од Требека со $1 милион.
Филм за Ана кој се грижи за своите стари родители со во кревка рамнотежа помеѓу задоволување на меѓусебните потреби, која топло-температна Флорида го уништува нивното семејство и рутината која што е поставува Ана. Незината иднина е неизвестна се додека не создаде свет каде што ќе може да се напредува во него. Филмот беше награден со World of Salt, наградата за сценарио со фокус на грижата за возрастните и да го напоменеме во оваа селекција Union County, во режија на Адам Микс, во кој Вил Полтер глуми со натуршчици. Филм за двајца браќа од сиропитириште кои поминуваат низ програма за одвикнување од зависности, така што Misery Porn, дали ќе се навлечат пак или не е прашањата која што се поставуваат во овие типови на филмови, ми звучи на Урчин кој што го имавме минатата година на фестивалите и не знам дали кажува нешто ново за рехабилитацијата воопшто овој филм кој очигледно дека добро реагирал публиката на него. Во селекцијата за интернационална драма, односно World Cinematic Dramatic Competition, што би рекле американците, ги имаме Big Girls Don't Cry на Палома Шнајдеман, новзеландски филм, каде што во рурален Нов Зеланд во 2006 година, текот на едно трансформативно лето, 14 годишната Сид Букман открива пориви за низините желби, идентитет и интернет пред се, имитирајќи ги луѓето од кои што копне да биде сакана. Значи имаме Coming of Age во кој ретро веќе стана 2000-тите. Тоа говори колку сме ние стари всушност. Екстра Geography во режија на Моли Менерс од Обединетото кралство, уште еден Coming of Age филм која истражува врската помеѓу две најдобри пријателки во интернат за девојчиња во Англија, додека се справуваат со сите предизвици од детството, значи пријателството, момчињата, учењето, растењето и нивниот летен проект да се заљубат, кои што си го поставуваат една на друга. Значи препознатливи coming of age тинејџерски филмови кои се синоним за инди остварувањата од Sundance. Филипина во режија на Рафаел Мануел, копродукција на Сингапур, Обединето кралство, Филипини, Франција и Холандија, кој исто така е селектирани на Берлинале. За тинејџерката Изабел, која чувствува чудна привлечност кон доктор Паланка, председател на кантри клубот кај што работи, сепак откако составува насилна слика за тоа што се крие под недопрената површина на клубот, таа сваќа дека она што е започнало како невина заљубеност, всушност е вкоренето во една злобна заедничка историја. Се разглобува филипинската култура во овој филм, која беше предмет на краткиот со кој освои сребрена мечка на Берлинале, а на Sundance освои специјална награда од жирито за креативна визија. Hold On To Me во режија на Мирсини Аристидоу е кипарско-данско-грчка копродукција, каде што за време на летото 11 годишната Ирис дивее низ улиците со својата постара пријателка Данае, кога дозна дека низиниот отуѓен татко Арис е вратен во градот за погребот на својот татко. Филмот ја освои наградата на публиката во оваа компетиција. Потоа How to Divorce During a War на Андриус Блажевичиус, литванско-луксембуршко, ирско-чешка копродукција во кој Марија и Витас се справуваат со нивниот развод додека тој се за време на руската инвазија на Украина во 2022 година, која освои наградата за најдобра режија во оваа компетиција и дистрибуиране од New Europe Film. The Huntress во режија на Лага Задора, односно Лага Задора е името на филмот, е во режија на Сузан Ендрус Кореја, мексиканско-американска копродукција во пограничниот град Хуарес во Мексико, каде што насилството врз жените се извршува неказнето, се појавува неочекуван бранител со очаен повик за промена, така што имаме трилер помеѓу драмите кои што потајно се прикрива. Ќе ги напоменам уште Лејди во режија на Оливиен Восу, нигериско копродукција со Обединетото кралство, сместена во пространната метропола Лагос. Лејди ја следи приказната за една од ретките жени таксистки во градот, позната едноставно како Лејди, која преживува останувајќи фокусирање и цврста, а воедно штеди пари за нов живот, далеко од хаосот околу неа. Незиниот свет се менува кога Пинки, незината пријателка од детството, а сега и сексуална работничка, се враќа неочекувано за неа.
и неволно е вовлечена во орбитата на Пинки. Лејди станува возачка на група гламурозни, безгрижни жени кои се движат низ ноќниот живот на Лагос. Она што започнува како осуда, полека се развива врска со неочекувано оформување на сестринство, едно диво, нежно и трансформативно пред се. Широкиот актерски ансамбл ја обезбеди наградата на жирито за самата актерска екипа. Levitating на Парасук и Врегас Бантеја, се извинувам што го скршив презимето, филм во кој Бају сонува да биде шаман на трансзабава за да собере доволно пари за да спречи иселување на неговото село, односно овој филм е условно кажано новогодишниот DJ Ахмет, ако повеќе сакате. И да ги напоменеме Shame and Money, во режија на Висар Морина. Екзил и Татко се неговите претходни филмови кои што ги има работено, кои ги имаме погледнато. Германско, косовско, словенечка, албанска и македонско-белгиска копродукција. Домашната гордост зад која што стои копродукцијата на Марија Димитрова, во кој горд семеен човек се бори да се прехрани додека финансиските притисоци постојано растат околу него. Иако неговата мајка и зет му нудат помош, прифаќањето на поддршката го повредува неговото достоинство, како што постепено стабилноста исчезнува, тој се соочува со тешки избори помеѓу гордоста и опстанокот. Филмот беше награден со најпрестижната награда во оваа компетиција, односно главната награда од жирито, и со нетрпение чекаме да го погледнеме ова остварување. Tell Me Everything во режија на Моше Розентал. Насреде поплудилото од оцните 80-ти и растечката епидемија на ХИВ болеста, 12 годишниот Боас открива разорна тајна за таткото кој го обожава, која се заканува да го распадне неговото семејство пред се. Низ годините оваа сага помеѓу таткото и синот го следи неговото патување за да ја залечи раната и да ја врати врската по која некогаш не престанал да копне. Што се однесува кај документарните филмови е нешто сосема поразлично, друга е играта таму, затоа што документарната селекција е најважната селекција во светот за доаѓање до номинација за Оскар, така што ако ве нема таму, збогувајте се од Оскарот со повреме, што значи дека минатата година се испилија од таму, односно и од компетиција, меѓутоа и од премиерите, можеа да се погледнат The Perfect Neighbor, Predators, 2000 Meters to Andrivka, Coexistence My Ass, Cutting Through Rocks, Mr. Nobody Against Putin. Значи, не го оспорувам значењето на европските документарни фестивали, меѓутоа првиот и последниот збор дефинитивно го имаат документарците кои се прикажани на Sundance. А оваа година можеа да се погледнат American Doctor на Pussy Tank. Филмот ги прикажува искуствата на тројца американски лекари, еден палестинец, еден евреин и еден зороастранец, кои чувствуваат професионална и морална обврска да влезат во појасот Газа во услови на тековната војна, соочени со уништената медицинска инфраструктура и закани по нивната лична безбедност. Лекарите се движат низ сложениот пресек на медицината и политиката, обидувајќи се да спасат животи и да бидат сведоци на хуманитарната криза пред се. Потоа, American Пачуко, The Legend of Luis Valdez, во режија на Девид Алвардо. Филм кој што ги истражува за како Луис Валдес го трансформирал американскиот културен пейзаж со тоа што ги донел приказните за Чикано во земјоделските полина во Делано, Калифорнија, на Бродвеј и Холивуд. Филмот го опфаќа неговото осознавање на Ел Театро Компезино заедно со Сезар Чавес и обединетите земјоделски работници, како и создавањето на неговите иконични дела Zoot Suit и La Bamba. Документарецот користи визуелни елементи со поделен екран и е воден од Пачуко нараторот, односно Едвард Джеймс Олмос, кој дава искрен коментар за борбата на Валдес против политичкиот отпор и скептицизмот во индустријата пред се. Така што американците си ја наградуваат својата краткорочна култура со наградата од публиката. Барбара Forever, во режија на Брейди О'Конор,
е документарецот кој што користи кинетичката писерија од архивски снимки водени од сопствениот глас на Барбара Хамер за да го истражи нејзиниот живот, нејзиното тело, љубовници и лесбијски идентитет. Филмот ја прикажува нејзината упорност и амбиција во запишувањето и на сопствената историја, за да се осигура дека не е изоставена од историските записи, односно врамувајќи ја нејзината работа како план за идните квир уметници, која доби наградата за монтажа на фестивалот, еден своевиден трибют за квир филмот. Joy Bubbles во режија на Рейчел Џей Морисон, филм за роден слеп и копнејќи по поврзаност, Joy Bubbles открива дека може да манипулира со телефонскиот систем со свиркање на тон, фасцинација што помага да се постават темелите на субкултурата што ја обликува иднината на хакирањето на технологијата. Потоа The Lake, Еби Елис, Ди Каприо фрли пари за овој филм за документарецот што ја прикажува екзистенцијалната закана со која се соочува големото солено езеро, испитувајќи ги неразделните судбини на екосистемот и милионите луѓе што живеат во околниот регион. Филмот ги следи двајцата бестрашни научници и еден политички инсайдер кои се тркаат со времето за да го спасат својот дом од катастрофата, толовувајќи ги перспективите на земјоделските добавувачи, политичките лидери пред се локалната заедница. И додека сме на тема екологија, Nuisance Bear го имаме тука од Габриел Осио Варден и Джек Вајсман. Односно филмот се одбива во Черчил, Манитоба. Тој документира миграцијата на поларните мечки додека се движат низ градот, кој е населен од туристи, службеници на диви животни и ловци. Нараторот од инуитите ги опишува мечките кои се следат, фотографирани се и пренасочени од страна на луѓето. Филмот ја освои наградата, главната награда пред се во компетицијата. Краткиот филм на кој се базира веќе се најде на кратката листа за документарци номинирани за Оскар, ќе видиме дали така ќе биде и со долгите. Ја уништивме земјата и влијанието кое што го имаме на бројот на мечките, климата си го прави своето, а снимките на тундрата биле впечатливи, разработувајќи го нарушениот однос помеѓу домородците и мечките, животни кои први биле на територијата на која што се снима, а со доаѓањето на човекот тие морале да се повлечат во планините. За разлика од останатите National Geographic филмови, овој ги поставува прашањата, не избегнува соочувањето со нив, не изгледа само убаво, туку и односно не е празноглав во прикажувањето на убавата слика, туку има и содржина и ангажираност која што го плени. Потоа, Public Access во режија на Дейвид Шадрик Смит, каде Бени Сафди и Стив Бушеми се продуценти на ова остварување. Филмот ги истражува медиумскиот експеримент, ајде ќе го словиме на тој начин, на кабелската телевизија во Манхетен, која ги отвори своите радиобранови за јавноста без никаков уреднички надзор, долго пред да постојат интернетот и социјалните медиуми. Содржи ретки архивски снимки од underground креаторите, заедно со интервјуа само со аудио, кои ја користеле оваа платформа за слобода на говорот, за да создадат емисии, почнувајќи со интергалактичката Group Tube и пионерската LGBT серија The Emerald City, до контракултурната радио емисија на Глен О'Брајан, TV Party. Документарецот исто така ги опфаќа правните битки што следеа кога сексуално експлицитните програми ги тестираа границите на првиот амандман, например. Ова е документарен филм како што сакам да го гледам, затоа што е многу мал, непознат дел од телевизиската историја, а за мене е значаен за да се изучува. Seized, во режија на Шерон Лейси, е филм кој што документира настаните околу полициската рација на канцелариите на Мерион Каунти Рекорд, локален весник во Мерион, Канзас. Филмот ги истражува малото градче, смртта на 98 годишниот косопственик на весникот по стресот од рацијата и дебатата што следеше по врска со злоупотребата на моќ, новинарската етика и нагрозувањето уште еднаш посочено на првиот амандман. Soul Patrol, Джейм Харпер, американска воена историја ќе ја пополни филмот за првиот црнечки тим на специјални оперативци во Виетнамската војна, кој се обединува за да ја сподели својата нераскажана приказна, откривајќи скриената воена историја и истражувајќи дали соочувањето со минатото може да ги излечи тие стари и отворени рани.
И во оваа селекција го имаме Who Killed Alex Odeh, Джейсон Остер и Вилијам Јафи Јулманс се режисерите на филмот. Филмот ги документира атентатот на Алекс Одех, односно палестинско-американскиот активист, учител и поет, кој беше убиен од бомба поставена во неговата канцеларија во Санта Ана, Калифорнија во октомври 1985 година. Режисерите користат архивски снимки и современа истрага за да ја проследат 40 годишната истрага поглед на случајот. Тие ги идентификуваат екстремистичките сили кои што потенцијално стојат зад нападот и го испитуваат недостатокот на одговорност што следувал потоа. Според тоа филмот освои Special Jury Award, односно специјална награда од жирито за новинарска екселенција, врвни достигнувања во новинарството, стилистички изгледа како стриминг документарец наместо да биде филмичен, затоа што е важно да зборуваме за разликата помеѓу формата и содржината, и мал милион на документарни филмови добиваме кои што се токму во овој формат кој можеби повеќе одговараат за стриминг платформите, отколку да се наклонат повеќе на слободата на артистичкиот израз во рамките на комплементирање на едно филмско дело со врвни артистички способности. И од светската документаристика во нивната компетиција можеме да ги напоменеме All About the Money од Sinead O'Shea, син на едно од најбогатите американски семејства. Ферги Чемберс создава комунистичка револуционерна база во руралниот Масачусетс за да го наруши пред се капиталистичкиот систем во кој пораснал, предизвикувајќи едно неочекувано патување на овој ирски документарец. Birds of War во режија на Джон Бурлоус и Абд Ал-Кадер Хабак филмот ја следи љубовната приказна на либиската новинарка од Лондон и сириска активистка и снимателка низ 13 години на лични архиви што опфаќаат револуции, војна и екзил. Closure мораме да напомениме на Мајкл Марчак. Откако од неговиот син тинеџер исчезнува, Даниел ја пребарува реката Висла во Полска, растргнат помеѓу стравот дека неговиот син е мртов и надежда дека можеби се уште е жив. Авторот кој избегнува да влезе во true crime фамата од филмовите од стриминг платформите, нема изнаоѓање на докази на TikTok и на социјалните мрежи, се бори. Во овој филм е наспротив филмот за кој што ви говорев претходно, се бори против формата, задржувајќи некаков си природен однос кон субјектите пред камерата. Направен е една година по исчезнувањето на синот, па затоа не е толку френетичен и експлозивен. Дилемата е дали скокнал или некој го фрлил таму, но со односот на родителот со реката го прави да биде тактилен и проткаена на нераскинлива врска до крајот на животот на овој субјект. Што да се прави со животот без завршница е прашањето кое што го поставува овој филм. Everybody to Kenmure Street во режија на Филипе Бусто Сиера. Филмот ги следи настаните од рацијата на Министерството за внатрешни работи на имиграцијата во 2021 година на улицата Кенмур во населбата Полок Шилдс во Глазгов, каде што локалните жители се собраа за да спречат противење на поединци. Преку снимки на публиката, архивски материјали и драматизирани сцени, документарецот представува хронолошки приказ на протестот. Ема Томсон стои зад филмот како продуцентка, ќе се прикаже на пролет и во кино, затоа што дополнително ја освои специјалната награда од жирито за civil resistance, односно за отпор на цивилното население. Hanging by a Wire, еден прилично интригантен филм во режија на Мохамед Али Накви, кој опфаќа момент кога жичарница се расипува во планините, 8 лица, меѓу кои 6 студенти се заробени високо над долината. Како што времето истекува пред да се расипе и последната жичарница, спасувачките екипи работат против времето за да ги спаса заглавените патници во неа, така што тензичен документарен филм. Кикују Ланд во режија на Ендрю H. Браун и Беа Виногу од Кенија, додека еден новинар во Наироби истражува битка за земјиште во која се заплеткуваат моќна мултинационална корпорација и отфрлени домородни собственици на земјиштето, се откриваат скриените тајни и тајни скриените рани на општеството.
One in a Million во режија на Ита Пазам, Джек Маклунес. Филмот следи едно девојче во текот на 10 години додека патува од Сирија и Германија, минувајќи низ војна, низ екзил, низ со незиното скршено срце. Една семејната динамика се менува кога ќе дојдат незиното семејство во Германија, со менување на перспективата насреде филмот и премотување на истиот наназад. Ете ги бегалците кои ги бараше. Frontline, BBC и PBS стоја зад филмот, кој освои наградата од публиката. И во оваа селекција ќе ги напоменам Sentient на Тони Джонс. Филмот истражува лабораториски истражувања врз животни, која следи доктор Лиза Джонс Енгел, приматолог кој станал застапник на благосостојбата на животните, додека се прашува дали повредувањето на животните и на самите себе во името на науката е оправдано. Догвов ќе го дистрибуира филмот. Silence во режија на Селина Майлс. Откако Миту го прекина културното молчење на родовото насилство, меѓународната адвокатка за човекови права Дженифер Робинсон се бори против потребата на законите за клевета како оружје за замолчување на жртвите. Верите, пристапот на Майл создава интимност, додека архивските снимки кои се во обемен број ги разоткриваат и личните трошоци и системските пристрасности што ги обликуваат правните битки со кои се соочуваат Дженифер Робинсон и другите. Значи од Амбер Херд до борбата за Каталина Руис Наваро за слобода, за печатот во Колумбија, до битката на Британи Хигинс во рамките на политичкиот естаблишмент во Австралија, кога жените проговоруваат, моќните системи се обидуваат да го дискредитираат и да ги казнат. И To Hold a Mountain, Билјана Туторов и Петер Гломажиќ, српско, француско, црногорско, словенечко и хрватска копродукција во оддалечените висорамнини на Црна Гора. Мајка, очарка и ќерка гордо ја бранат својата планина на предсите од заканата на да станат воен полигон на НАТО, будејќи сеќавања на насилство што го уништило председнивното семејство. Гара, водилката на да се држи планината, е жив доказ дека не сите херои носат наметки, та поминува долги денови чувајќи овци, правејќи сирење и борејќи се за да го заштити своето омилено место во светот, сето тоа додека се грижи младата Неда да порасне во една љубезна, способна и овластена пред се млада дама. Филм кој е уште еден успех за Балканот во интернационалните рамки, затоа што ја освои главната награда во компетицијата. Така што балкански филмови победија и во интернационална драма, и во интернационален документарен филм, што е огромен успех пред се за балканската кинематографија. Може тука да направиме една кратка музичка пауза. Во продолжение ќе слушаме неколку музички поджанрови кои што допираат до метал провениенцијата. Ќе слушаме Helix со композицијата Stuck in the 80s, значи еден глам бенд. Слушаме, потоа ги слушаме трешерите Dead Riser со Primitive Medicine. По нив следуваат прогресивните Textures со At the Edge of Winter, и додека сме кај прогресивните звуци и германците да Hirsch Effect, ќе слушаме со Dea Doppelgänger од нивниот нов албум, и ќе завршиме со јапонците Crystal Lake со моќната Everblack од овие металкор гиганти. Така што уживајте во музичкиот блок и потоа се враќам во етер да ви говорам за филмовите кои има премиери надвор од компетициите. Огромен број на премиери на филмови кои сакаат да бидат вброени во групацијата на дела, кои без разлика што се во компетиција за прв пат ќе бидат прикажани на Sundance и важно ќе озалепат лорелот од фестивалот на постерот, и никој нема да се замара да проверува дали биле во компетиција или не. А минатата година помеѓу премиерите се вброија The Alabama Solution, The Ballad of Wallis Island, If I Had Legs I'd Kick You, It's Never Over Jeff Buckley, Lurker, Magic Farm, Peter Huyar's Day, Rebuilding, Sly Leaves, Train Dreams, така што тоа значи дека помеѓу премиерите и оваа година може би се крие некакво си филмско богатство кое што и тоа како ќе дотурка до наградите на крајот на годината. Во поглед на премиерите ќе ги напоменеме The AI Dog or
How I Became an Apocalyptoimist, се извинувам за кршењето на зборот, Даниел Роер, Чарли Тајрел се режисерите на овој филм, раскажан из перспектива на режисерот Даниел Роер, додека се поготува стане татко. Филмот ги истражува екзистенцијалните закани и потенцијалните ветувања за вештачката интелигенција. Роер спроведува интервјуа со водечки експерти од областа за да го разбере светот што ќе го наследи неговото дете, балансирајќи анксиозноста со апокалиптизмот. Односно фокус фичер од Universal ќе го пуштат во кино кон крајот на март ова остварување. Антихероин во режија на Едвард Лоренс и Джеймс Хол, има причина зашто вака се вика овој филм, затоа што режисерите се решиле да прават филм за Кортни Лов, пејачката на Хол, текстописец и актерка, која е според неа трезна и се подготвува да објави нова музика во една деценија, односно подготвена да ја сподели својата нефилтрирана приказна, како што таа истакнува. Убаво за неа, ама јас некако немам доверба во ниту еден збор што ќе излезе од незината уста. Со скепса приоѓам на оваа персона која ќе се одглуми пред себе си Кортни, ама нека е жива и здрава, ќе го погледнеме дефинитивно овој филм. The Britney Greener Story во режија на Александрија Степлтон. Филмот ги истражува околностите што ја навеле Бритни Гринер да игра кошарка надвор од САД, вклучувајќи го нејзиното притворање и пред се нејзиното застапување за ослободувањето на други незаконски притвореници. ESPN и Disney стоја зад проектот. Chasing Summer во режија на Джозефин Декер. Филм во кој по раскинувањето со нејзиното момче и губењето на работата, една жена се упатува кон својот роден град, каде се среќа со пријатели и поранешни авантуристички врски пред се, што и го превртува животот наопаку. Комичарката Илајза Шлесингер го напиша сценариото и глуми во филмот, која после средно си има заминато од Тексас, ама за потребите на делото се враќа во него. Ликот кој глуми Елајза работи на различни места каде има несреќи и пред да оди во Џакарта се распаја незината врска, ама кога ќе се врати во родното место, се соочува со нова љубов пред да настане љубовниот триаголник, така што не знам дали има артистичка нишка како во Меделин Смеделин или Шерли, кој ги работеше режисерката, или повеќе е некаква си ефтина комедија која е поблиска до ситкомот, така што ќе чекаме да погледнеме што подготвила Джозефин во Chasing Summer. The Disciple во режија на Джоана Натасегара. Филмот го следи Silver Rings, односно холандско-мароканскиот рапер и продуцент, чие патување еволуирало од посветен обожувател на Wu-Tang Clan до доверлив соработник во рамките на внатрешниот круг на групата. Филмот е структуриран во две половини. Првата се фокусира на патот на Silver Rings до тинејџер во Тилбург, Холандија, кој го ги открил Wu-Tang Clan додека играл кошарка со пријателите, до тоа да стане дел од внатрешниот круг на РЗ и преку упорност и постојани патувања во Њујорк пред се. Втората половина го прикажува создавањето на Once Upon a Time in Shaolin, двојниот албум со 31 песна, сместен во рачно изработена сребрена кутија, од која постои само една легална копија. Албумот е замислен како изјава против обезвреднувањето на музиката во ерата на стримингот, позиционирајќи го делото како ликовна уметност, а не само како масовно дистрибуирана содржина пред се. Архивата има само од членовите на Wu-Tang, не се појавува за потребите на филмот да дадат нови интервјуа, меѓутоа е еден интересен поглед на овој уникатен албум кој што е продаден за милиони. Френкен Луис во режија на Петра Биондина Волпе. Еден затвореник се искупува кога почнува да им помага на останатите затвореници кои имаат здравствени проблеми. Кингсли Бенадир го предводи филмот. Потоа Гейл Дотри и And the Celebrity Sex Pass во режија на Дейвид Вейн. Филм кога идната невеста открива дека нејзиниот вереник ја искористил неговата пропусница за славни личности, таа тргнува на едно епско патување од Холивуд до Холивуд пред се за да се изравни со него. Зои Дојч и Џон Хем глумат во ова комедија. The Gallerist, уште една комедија наводно. Кейти Јан е режисерката, подготвувајќи се својата премиера на Арт Басел. Галеристката Полина Полински е домаќин на браниот преглед на уметничкиот инфлуенсер Далтон Хартбери за да ја рецензира уметницата во подем Стела Бургес. Далтон
Исторен омраза врз Полина, Стела е целата галерија се додека не се сретне централниот дел на скулптурата, односно со големи размери, насловена како Емаскулаторот, една хиперреалистично дело, кое што станува вирално, привлекувајќи ја легендарната дилерка Маријана Горман, која ја активира суровата машина на уметничкиот свет против неа. Претерале малку во актерската екипа, предводена од Натали Портман, Джена Ортега, Старлин К. Браун, Зек Галафинакис, Девайн Джои Рендолф и Кетрин Зета Джонс и Чарли XCX, да не ја забораваме. Значи, сатира на ликовната сцена имаме, овогодишен велат басо, инди автори кои што исмеваат инди автори. Треба тоа да се стави и подлегне под лупа, зашто има голем број на вакви филмови што ги сретнуваме во инди сцената, затоа што цел филм е обид да се скрие една грешка од режисерката на Bird of Prey, која сака да биде претенциозна со овој филм, ама не знам дали може да се доближи смисловно до Кроненберговиот Crimes of Future или пак до The Square на Рубен Ослунд. Give Me the Ball во режија на Лиз Гарбус и Елизабет Волф е документарецот кој што користи редок архивски материјали и искрени интервјуа на Били Джин Кинг и оние најблиските до неа за да го проследи нејзиното револуционерно влијание врз спортот и културата, со посебен фокус на 1973 година, клучна година кога Кинг беше на врвот на нејзината тениска кариера и на женското движење. Пред се, филмот ја открива личната цена на нејзината борба за еднаквост и како таа го ставила менувањето на светот пред собствената благосостојба како приоритет. ESPN стои за овој спортски документарец, Елтон Џон го продуцира, а ако сте го гледале играниот филм Battle of the Sexes, тогаш знаете за која тенисерка пред се станува збор. The History of Concrete во режија на Џон Вилсон. Джош Сафти го продуцира филмот, во кој откако присуствувал на работилницата за тоа како да се напише и продаде филм за Hallmark, режисерот и пред се водител Џон Вилсон се обидува да ја искористи истата комерцијална формула за да создаде и продаде документарец за историјата на бетонот. Проектот еволуира во хумористично и филозофско истражување на урбанизмот, изградената средина и секојдневните текстури на американскиот предсе живот, односно архитектон, ако повеќе сакате, на фестивалот, за местото на бетонот во нашето постоење, како и една предсе долга епизода од серијата на How to with Џон Вилсон, која што се практикува со години, со есеистички квалитети и шаренило на ликови кои се појавуваат во филмот. I Want Your Sex во режија на Грег Араки, еротско трилер комедивче во кое Елиот, глумен од Купер Хофман, наоѓа работа кај познатата и провокативна уметница Ерика Трейси, глумена од Оливија Уайлд. Неговите фантазии се остваруваат кога Ерика го вработува да стане нејзина сексуална муза. Чарли XCX пак се појавува во споредна улога и тука покрај Џони Ноксвил и Маргарет Чо. Иако Араки работи на ТВ серии, игран филм нема снимено 12 години по White Bird и на Blizzard, иако според него 11 филмови и серии биле прикажани на Sundance од негова страна. Исиленоста го прави да биде кемпи ова дело, каде различни групации гледаме каков е нивниот однос со сексот, само што почнува провокативно за сексуалните фантазии во канцеларија и прашање е дали ќе биде доследен до крај во Дом и Саб BDSM со односот, пандан на Baby Girl, ако повеќе сакаме од минатата година, односно еден своевиден неонуар кој што го создава Грег Араки. In the Blink of an Eye во режија на Ендру Стентон, Hulu веќе ја откупија оваа научно-фантастична драма за три меѓусебно поврзани приказни за историјата на светот. Кейт Маккинан, Рашида Джонс и Давид Дикс глумат во нив. Тој ја доби и наградата Алфред П. Слоун за достигнување на поле на наука, технологија, инженерство и теми врзани за математика. Ако повеќе сакате, Cloud Atlas на оваа година. The Invite во режија на Оливија Уайлд, драмедија за која падна крв од сите дистрибутери и беше продаден за $12 милиони, кој го напише Рашида Джонс, ремейкуван шпански филм за брачен пар кој поминува низ тежок период од својата врска и поканет од своите соседи да учествуваат во нивните неделни оргии. Сет Роган, Оливија Уайлд, Пенелопе Круз, Едвард Нортон учествуваат во оваа камерна четворка во еден стан, еден пар кој нема секс и друг кој е прегласен. Neon и Apple, па дури и Warner се тепаа за филмот, а A24 го купи на крај
да биде оваа интелигентна комедија за возрастни во нивната палета на филмови со неколку интересни погледи на врските, сексот и посветеноста. За колегите од САД е наследник на Кој се плаши на Вирџинија Волф, а мене ме подсетува на Карнеч, на Полански. Така што со нетрпение чекаме да го погледнеме најизвиканиот филм на Санденс за оваа година. Джейн Елиот Against the World во режија на Джуд Енрич. Джейн Елиот, наставничка од рурално училиште во Ајова, станува национален глас против расизмот откако во 1968 година одеше контроверзен час за дискриминација во нејзиниот клас од трето оделение, составен целосно од белци, и продолжува зборува отворено додека се приближува кон 90 годишната возраст среде современите дебати за расата, историјата и моќта. Knife, The Attempted Murder of Salman Rushdie во режија на Алекс Гибни. Великанот Гибни користи нови снимки од супругата на Ружди кои го покажуваат неговиот пат за закрепнување по нападот, доловувајќи го и физичкото заздравување и обновената надеж. Работен врз основа на неговите мемуари Нож, медитација и пообид на убиство, така што малку надреално е да се слуша нарацијата на Ружди, кој си го анализира пред се обидот за собственото убиство. The Last First, се извинувам, Winter K2 во режија на Амир Бейлев, односно документарен филм кој следи тим на планинари кои од 2021 година се обидуваат да го направат првото успешно зимско качување на К2, втората највисока планина на земјата. Првото зимско искачување на К2 одзеде 5 животи, откривајќи ги борбите на модерниот алпинизам со комерцијализацијата, влијанието на социјалните медиуми, конфликтите меѓу маргинализираните алпинисти и традиционалните елити. The Moment во режија на Ајдан Замири, мокументарец околу подготвувањето на Чарли XCX да ја предводи својата прва главна турнеја. Чарли си има добри врски во A24 кои го дистрибуираат филмот. Ако броиме, ова е трет филм во кој е инволвирана на фестивалот, во кој се појавуваат Розен Аркет и Александр Скарсгард, и таа си глуми фикциона, хиперболизирана верзија на себе си од периодот на снимањето на нејзиниот албум Бред. Авторство имаме во прашање две видувања на една турнеја, од една страна монетаризирање на студиото со снимање на концертен филм кој сака да биде снимен за дополнителна промоција. Колку е оваа верзија од Чарли во која ќе верувате, тоа е веќе дискутабилно, меѓутоа ќе добиеме забавен филм, според кажувањето пред се на колегите кои имале можност да го погледнат, по нетрадиционален филм за снимањето на албум кој е сатира на индустријата, ама сепак е промоција за артистката, тоа не смее да биде занемарено. Потоа The Oldest Person in the World, во режија на Сем Грир, 10-годишно светско истражување кое ги следи последователните носители на титулата за најстар жив човек. Студијата за долговечноста се претвора во размислување за текот на времето, непредвидливоста на судбината и радоста на човечкото постоење кое што го сликува овој документарен филм. Once Upon a Time in Harlem во режија на Вилијам Гривс и Дейвид Гривс. Вилијам Гривс представува снимки од забавата од 1972 година, што е свикал со познати личности од харлемската ренесанса во домот на Дюк Елингтон, настан што го сметал за најважен што го забележал на филм, забава на која како се пие алкохол, зажестуваат конфронтациите. Посочувам, забавата е во домот на Дюк Елингтон, го нема Дюк Елингтон, тој си е на друго место, ги оставил луѓето да се журкаат во неговиот дом. Документарецот е комплетиран од синот на режисерот деценија по неговата смрт. Гривс е култен црнечки документарист на симбиопсихотаксоплазам, кој што е неговиот пандан на That's Black Entertainment. Тоа беше претходниот филм кој што на кој би наликувал Once Upon a Time in Harlem. Има тензија во филмот помеѓу политичарите и артистите кои се заглавени во една соба, кои имаат спротиставени гледишта, чии родители биле робови, например. Така што ова се други генерации на артистички изрази кои што ги гледаме. Користен е сплитскрин, ама синот пробал да рекреира верите филм без да го засени неговиот однос со родителот, според луѓето кои има можност да го погледнат, затоа што знаеме како изгледаат
филмовите со непотистичките документарци за децата, за родителите и нивното идеализирање, така што овој филм наводно ги избегнува сите тие јами. The Only Living Pickpocket in New York во режија на Ноа Сеган, филм во кој Хари, джепчија кој старее и го јаде конкуренцијата, е принуден да се вклучи во една очена трка со високи влогови со времето низ улиците на својот град. Џон Тортура, Стив Бушеми, Джианкарло Еспозито, Вил Прайс, Джейми Лин Кертис глумат во овој крими трилер. Брайан Џонсон го продуцира. Тортура краде од погрешен човек за да обезбеди пари за неговата сопруга и да помогне во лекувањето на нејзината болест, така што криминалците го оценуваат дека ако не го врати украденото USB, ќе му ја убие жена му. Доста гледливо според кажувањата на колегите, какви што порано добивавме доста вакви крими трилери, барем излегуваа дури и од Sundance и завршуваа можеби на малите екрани, меѓутоа сепак првите чекори ги правеа на овој фестивал. Paralyzed by Hope на The Maria Bamford Story, Judd Apatow, Нил Беркли кој режираат овој филм. Комичарката Марија Бамфорд ги испреплетува своите искуства со менталното здравје во урнебесната инспиративна комедија, покажувајќи како ја насочува личната ранливост во уметничката моќ преку суровата автентичност во документарецот кој Апатоу го посветува на неа. Потоа Queen of Chess во режија на Рори Кенеди. Овој филм ќе го добиете на Netflix и е документарец за унгарската шаховска чудотворка Џудит Полгар, која ги предизвикува предсе шампионот Гари Каспаров и нејзиниот татко, кој е склон кон контрола повеќе од 15 години, кршејќи ги родовите бариери и станувајќи најдобрата шахистка на сите времиња и една од најдобрите во историјата на шахот. Така што го чекаме на Netflix овој филм. See You When I See You во режија на J. Duplass, биопик драмедија за Арон, глумено од Купер Рајф, млад писател на комедии кој се бори со посттравматско стресно растројство и се соочува да се помири со смртта на својата сестра и пред се најдобра пријателка Лија, глумена од Кейтлин Девер. Со помош на своето семејство тој се справува со последиците што ги носи избегнувањето на тагата врз неговиот живот. Деви Духовни и Хоп Дейвис исто така глумат во ова остварување на Дуплас. The Shitheads во режија на Мејкон Блер, двајца момци кои што го допреле дното се принудени да работат заедно за да пренесат богат проблематичен тинеџер до рехабилитација за сомнителна транспортна служба пред се. Дейв Франко, Питер Диклич, Кiernan Shipka глумат во филмот кој очекуваме да биде калакурница во стилот на Good Time. Потоа Time and Water во режија на Сара Доса, исландско-американска копродукција, каде што исландски писател зачува исчезнувањето на глечерите, починатите баби и дедовци, семејните спомени и одминувачкото време во своите лични архиви, трансформирајќи ја загубата во една временска капсула. Опрашање е документарен филм и режисерката на, ако се сеќавате пред некоја година, документарниот филм кој исто така можеме да гледаме и во нашата држава, за љубовниците на вулканите. Ова е нејзиниот нов филм, меѓутоа ова е филм за кој на поетичен начин ја обликува смртта на еден глечер. Дали ќе се поврзе со гледачите, тоа ќе видиме. National Geographic мислам дека го имаат во посет. Troublemaker, The Story Behind the Mandela Tapes во режија на Антони Фукуа. Овој документарец ќе користи ново откриени интервјуа со Мандела за да даде чесен, точен и дефинитивен приказ на човекот кој останува глобален символ за правдата, надежта и универзалното човечко достоинство, се вели во соопштението за медиумите кои што го имаме за овој филм. Како што може да забележите, повеќе документарци има во премиерите отколку во компетиција и токму тие ќе бидат во конкуренција за Оскарите. Само да ги напоменеме уште од премиерите The Wait во режија на Предрак Макини. Семюел Марфи е вдовец од Орегон од 30-тите, кој е одземен од својата ќерка за да отслужи затворска казна. Управникот на затворот Кленси им нуди на Семюел и на неколку други затвореници можност да ја заработа својата слобода, да дојдат до неа во замена за учество во една опасна операција за шверц на злато, за негови потреби се разбира во ранци. Итан Хок и Расел Кроу глумат во историскиот филм, едниот затвореник, другиот чувар. Еден своевиден Wages of Fear или Sorcerer, ако повеќе сакате, во бегство,
кој можам да направам некаква си компарација со него, кој мислам дека ќе биде и во Берлинале, ако не грешам. Периодично е вестерн, ако веќе го ставаме во некаков контекст, со понекое прашање за пренос на богатството помеѓу класите, кој ако добие дистрибуција, може да се бори и за наградите. When a Witness Recants, во режија на Дон Портер, авторката на Та-Несети Коутс се враќа во случајот за убиството на училиште во Балтимор 1983 година, што доведе до погрешни осуди на тројца тинејџери, испитувајќи ги ефектите врз обвинетите, сведоците и нивната заедница пред се. Овој документарец ќе го гледаме на HBO. Полицајците се закануваат на сведок, ако не каже дека другарите се виновни, ќе ти ги затвориме родителите. Врз основа на таа закана се изнудува сведоштвото, кои што се разбира дека одбиваат да дадат интервју судиите и поратноците за филмот. Со години не можеле да добијат полициски извештаи затворените и кога ќе добијат конечно ќе имаат можност да излезат од затвор и им била одбиена секаков обид за доаѓање до условната казна, односно одлична тема, ама како е направен е дискутабилно, со оглед на тоа што уште еден документарец кој се наклонува повеќе до обликување на филм кој би се одвестувал за стриминг платформите, занемарувајќи ги артистичките цели кои што би ги имал некаков си висококвалитетен филм пред се, меѓутоа употребата на архивата и инсертите можеби се една од тие критики кои што недостасуваат да се постигнат во соодветниот баланс за овој филм. И Уикер, последната премиера во режија на Еленор Уилсон и Алекс Хјустон Фишер, отфрлена жена од околината која се подсмева со неа во едно рибарско село, нарачува сопруг направен од дрво. Романтичен фентези филм со Оливија Колман, Александар Скарсгард, Елизабет Дебики и Питер Динклич во улогите. А тука ќе направиме една кратка музичка пауза, односно изслушаме најекстремните бендови во рамките на емисијата, односно музички блок составен од мол и односно пост-блек метал бендот со композицијата Young, потоа ќе слушнеме Урн со нивната свештологија, односно бендот кој што свири се што ќе науми и композицијата од нивниот нов албум Setting Fire to the Sky, именувана како Be Not Dismayed. Потоа ги слушаме Карлов со Pessimistic Soaring, еден моќен black metal бенд кој е во комбинација со heavy и со треш влијанијата кои што ги имаат, исто како и Barbarian, од кој ќе слушнеме Maxima Culpa и ќе завршиме со екстремните Black Residue со Shears of Atropos, односно композиција од Malefic Necropolis, нивното ново студиско остварување. Значи слушаме доминантно black metal во престојниот музички блок и на крај ќе ви говорам за уште неколку компетиции, како што е Next компетицијата и Midnight селекцијата, односно полноќните филмови на Sundance. Две засебни селекции се уникатни за Sundance, кои стана одлика на фестивалот со која може да се гордее, затоа што останатите фестивали не ги поседуваат. Една од тие е Next селекцијата за филмови кои се еден чекор пред другите, без разлика дали се мисли на идејно или на технолошки во нивното реализација. Односно, еден од нив е, се извинувам за кршењето на насловот на овој филм, меѓутоа секако дека ова е проблем со кој што сите се соочуваме во неговиот изговор, а Нико Би Жиган, односно Ancestor, Great Grandparent, Great Grandchild. Тоа се алтернативните наслови кои што се наведени за овој домороден наслов. Режијата е на Адам Калил, Зек Калил
и филм за предците кои што манипулираат со времето и просторот во музејските архиви, соочувајќи се со историјата и духовноста, додека специјалистите се борат за репатриација на домородните останки, разоткривајќи ги трајните погледи на светот што ја легитимирале нивната првична колекција во овој документарец. Интермедијални артисти се во прашање со политички поставки, филм за борбата на активистите за враќање на останките таму кај што им е местото, во гробиштата, не по музеите како спектакли, на сработени од ограбувачи на гробови со значки како што ги условуваат. Така што ова се тие нус продукти на западниот колониализам кои се соодветно прикажани на еден од најизвиканите документарци на овој фестивал. Потоа, Burn во режија на Макото Нагахиша. Во научно-фантастичниот јапонски филм, тинеџерката бегалка Џуџу наоѓа припадност кај несоодветни млади луѓе во Кабукичо, но предавството го претвора незиното засолниште во затвор, принудувајќи ја да ја врати контролата врз својот живот. Јапонските филмови дискутабилно е дали некоја ќе бидат дистрибуирани на западот надвор од рамките на фестивалот. Ghost in the Machine во режија на Валери Ваеч. Барем на хартија мене ми делува како по радикалниот и посмел пристап за разглобување на вештачката интелигенција од претходно споменатиот документарец. Но во овој непознатите почетоци на вештачката интелигенција се наоѓаат пред се во моќта, а не во компјутерите, оследувајќи ги со ништата што лежат во основата на возбудата што не доведува до оваа точка, до нашата иднина и создавањето пред се на потребата од вештачка интелигенција. If I Go, Will They Miss Me, во режија на Уолтер Томсен Хернандес, филм во кој Лиланд се бори да се поврзе со својот татко кој доаѓа од затвор, кога почнува да има визии за момчиња кои шетаат низ неговото соседство кои не се присутни таму. Едно момче гледа призрачни фигури на други момчиња во неговата населба додека се бори со далечината на својот татко. Овие визии откриваат скриени врски меѓу нив и нивното заедничко наследство пред се. Како што забележувате, во оваа компетиција предност имаат прогресивните остварувања кои имаа за цел да одат чекор напред во филмската уметност, така што има доста есе филмови кои се наоѓаат во категоризацијата Next. Потоа The Incomer во режија на Луис Пекстон, на еден оддалечен шкотски остров, брат и сестра Исла, глумено од Гейл Ранкин и Сенди, глумено од Грант Орурк, живеат сами 30 години откако нивните родители исчезнале, преживувајќи ловејќи морски птици, разговарајќи за митски суштества и бранејќи го својот дом од страшни доселеници. Ставете го тоа во наводници. Нивниот свет се превртува кога Даниел, глумен од Домнал Глисон, еден несмасен координатор за обновување на земјиштето, пристигнува за да ги пресели на копното по наредба од неговото застрашувачка шефица Рос, глумена од Мишел Гомес. Исла е исто така прогонувана од визии на Финман, митско суштество кое се обидува да ја намами во морето. Тревор Ноа и Моби се продуценти кои го може да го споредиме на хартија и со Пенши, со Инишерен, меѓутоа има тука доста надприродни елементи и богат фолклор пред се од ирците кои што е разглобен во и од шкотланѓаните кои што е разглобен во ова дело. Джарипео во режија на Ефраин Можика и Ребека Звиг е документарец кој ги истражува хипермаскулинските родео Джарипеа, ако така ги може да ги условиме, од Мичоакан, односно мексиканското мажествено родео кои се спуштаат во сеќавање во копнеши, во квир желбите кои што ги поседуваат. Арте стои зад проектот кој ќе биде прикажан и на Берлинале, така што имаме еден поглед во мексиканското хипермаскулинирано родео кое што се нарекува Джарипео. Ќе научиме очигледно нешто ново. Night Nurse во режија на Ѓорџија Бернштайн, додека серија перверзни и измамнички повици ја вознемируваат идиличната заедница на пензионери, една медицинска сестра се заплеткува во својата мистериозна пациентка
Не знам зашто трилерот на Мими Роџерс е во оваа селекција, треба да го погледнеме за да дознаеме зошто ги има назнаките за Next компетицијата. Потоа Daydream во режија на Вилијам Дейвид Кабалеро, режисерот и неговата мајка го документираат нивното порториканско семејство повеќе од 20 години кое се соочува со загуба. Преку анимацијата тие ги слават спомените, сваќајќи дека секое создавање вклучува болно и збогување. Ја освои наградата од Адоб и мешањето на медиуми на анимацијата и документаристиката е поим за оваа селекција пред се за надминување на граничните предели помеѓу формите. И од оваа селекција последен филм е Жи, односно во режија на Когонада. Во Хонконг млада жена прогонувана од визии за својата иднина среќава старец кој го менува текот на незината ноќ, а можеби и незиниот живот. Снимен е герила без дозвола на улиците на Хонконг. Ќе му дадам шанса на овој филм затоа што Когонада многу ме разочара со претходното негово остварување. Иако ми се допадна неговите први филмови, односно Колумбус и After Young, од него да видиме како ќе се снајде во Хонконг. Прашање екзистенцијална мистерија на разместени парчиња на визиите на Зи, со отворен крај се разбира, од кој почнува да ми се повраќа од неговите дела, ама тоа е, ги гледам, се обидувам да ги сместам како незнаење да финишира едно остварување. Не знам дали се обидува да направи негов Вон Кар-вај филм од тоа што го откриваме или неговата претенциозност е можеби шуплива. И секако Midnight компетицијата за мене најзначајната селекција, од која минатата година ги добивме на пример The Ugly Stepsister, Together, Rabbit Trap, Opus. И пола од филмовите како Dead Lover, Don't Die и Touch Me, абер немаат дистрибуција, така што оваа година 3 веќе имаат добиено своја дистрибуција. Не се сомневам дека и Buddy ќе ја добие својата, ќе биде четвртиот, а останатите нека му ја мислат. The Best Summer во режија на Тамра Дейвис. Се уште не знам што бара овој документарец во оваа селекција, бидејќи е збир на point of view, снимки на настапите и материјалот за сцената со бендовите како што се Beastie Boys, Sonic Youth, Foo Fighters, Pavement, Rancid, Beck, Amps и Bikini Kill, документирајќи турнејата на австралискиот инди музички фестивал во 1995 година, односно Somersault. Така што документарецот за Somersault слободно можеше да се најде и во премиерите, не во оваа жанровска компетиција. Потоа Buddy во режија на Каспер Кели. Во 1999 година група деца со амнезија живеат во 22 минутниот епизоден свет на It's a Buddy, некојаш популарна детска телевизиска емисија водена од тиранин од сегашен Buddy, светло-портокалов хуманоиден еднорог со виолетово срце на градите кој живее во неговиот клабхаус. Кога децата почнуваат да му пркосат на својот киднаперот како Джош исчезнува, Buddy чкрипи со запите и ги испраќа на опасно патување до митскиот Диамански град, кај што обстојува. У меѓувреме, травматизираната мајка од предградието по име Грейс е овлечена во кошмарот на Buddy. Гласот на Buddy е позајмено од Кинан Майкл Ки, а во филмот глумат Топер Грейс, Патон Освалд и Майкл Шенон. Во прашање е сценаристот на Менди и режисерот на Too Many Cooks, така што очекуваме забавно хорор комедивче за најмладите во кое комичните сцени се најсилното оружје, иако паранормалните наводно малку потфрлиле, иако ефектите биле дефинитивно на место од тоа што го кажуваат луѓето кои што го погледна хорор верзија на диносаурусот Барни, ако повеќе сакате. Потоа Левитикус во режија на Адриан Чиарела. Австралијански филм сместен во изолирана конзервативна христијанска заедница во рурална Викторија, Австралија. Приказната ги следи двајцата тинејџери Наим и Рајан, додека почнуваат да истражуваат својата растечка привлечност и сексуалност, ги открива локалниот свештеник по тоа. Во обид да ги излечи, наводници ставете го тоа, момчињата се подложени на ритуал на религиозно преобраќање. Сепак ритуалот тргнува ужасно наопако и наместо да ги условно кажано прочисти, церемонијата случајно ослободува насилно злобно суштество. Така што оваа надприродна сила е сурова, таа ја зема формата на лицето што нејзините жртви најмногу го посакуваат, што за наиме Рајан, односно тоа се едни со други.
Неон ги купи правата за $5 милиони на овој хорор филм. Мија Васиковска глуми во овој Queer It Follows. Mom, I'm Alien Pregnant во режија на Thunderlips, новозеландски филм во кој што миленијалка случајно забременува со водземјанин и мора да се справи со скептичните лекари, бескорисниот таткото на бебе и незината премногу напорна мајка за да преживее да си ја врати животот. Очекуваме на урнебесна хорор комедија. Потоа Rock Springs на Вера Мијао се фокусира на ожалостено семејство кое се сели во нов град по трагедијата само за да открие злокомни тајни кои се кријат во шумата за незината куќа. И двата најзначајни филмови од оваа селекција, Сакарин во режија на Натали Ерика Джеймс, откако подлегнува на една незина лудо заслабење поврзана со јадење човечка пепел, заљубената студентка по медицина Хана се наоѓа себе си тероризирана од духот на лицето што го јаде. Филм со ваква уникатна премиса не може да нема дистрибуција, се дограбаа до него AFC Shudder, затоа што знаат како треба да се справат со инди хорор филмови. И секако Undertone во режија на Иан Туасон е најочекуваниот филм на фестивалот за мене. Во филмот глуми Нина Кири како Еви, жена која води паранормален подкаст со својот пријател Џастин, глумен од Адам Димарко, каде што таа е скептика, тој е верникот, откако се враќа дома за да стане негователка на низината мајка, глумен од Мишел Дюк. Добива снимки од брачен пар кој доживува паранормални звуци во својот дом, вовлекувајќи ја Еви во страх и параноја. Сега, Еви е единствениот лик што е прикажан на екран во филмот, сите други ликови се слушаат само како гласови надвор од екранот, со што се пренесува ужасот на филмот преку звучниот дизајн кој што е една од најсилните алатки на хорор жанрот пред се. Филмот веќе играше на Фантезија и A24 си ги купија правата за дистрибуција уште од таму, така што очекуваме оваа година да го добиеме и него. Епизоди од ТВ серија има премиера на фестивалот, имаше и фамилиарно матине и оваа година засилија со кратките филмови во секоја форма, играна, документарна, анимирана, а Sundance имаат да си направат и ретро проекции на нивните хитови од изминатите децении, како што оваа година беа прикажани Half Nelson, House Party, Hump Day, Little Miss Sunshine, Mysterious Skin, се извинувам, Saw, филмови кои се прославија токму на овој фестивал. Уште еднаш да и напоменам наградите, со тоа што во главните награди, како филм за во американската драма, наградата ја освои Джозефин, за американски документарец беше награден Nuisance Bear, за интернационална драма беше награден Shame and Money, за интернационален документарец беше награден To Hold a Mountain. Потоа наградите од публиката беа за американската драма Josephine, за американскиот документарец American Pachuco, односно The Legend of Luis Valdez. За светската драма беше интернационална драма беше награден Holding On To Me, а за светски интернационален документарен филм Once in a Million беше награден. Од категоријата Next беше награден филмот со најпроблематичното име, а Нико Бижиган. Наградите кои што се врзуваат са одредени технички категории, односно вклучувајќи ги и наградите за режија, монтажа и сценарио. Да ги напоменеме само како за наградата за најдобра режија во американска драма ја освои Джозеф Кубота Владика за неговиот Хачан Shake Your Booty, за режија во американски документарец има Джейм Харпер за Soul Patrol, потоа за интернационална драма за најдобра режија освои Андриуш Блажевичиус за How to Divorce During the War, а за интернационален документарец за најдобра режија Ита Пазам и Джек Маклин за One in a Million. Потоа за најдобра монтажа, односно Джонатан Опенхаймер наградата ја освои Мет Никсон за Барбара Forever и сценаристичката Waldo Salt ја освои Лиз Сарджент за Take Me Home. Иноваторот на во селекцијата Next, таа награда му припадна на The Incomer, односно на Луис Пекстон. Специјални награди од жирито, значи специјалната награда за ансамбл му припадна на The Friends House is Here,
специјалната награда за дебитанско остварување на Бедфорд Парк, специјалната награда за новинарска екселенција, односно Who Killed Alex Одех, потоа наградата за уделот кој што го има во промена за The Lake, наградата за креативна визија на Филипана, наградата за актерскиот ансамбл на Лејди, потоа специјалната награда за новинарскиот удел, односно Birds of War, и наградата за цивилен отпор на Everybody to Kenmure Street. Секако имаше и специјална награда за Next селекцијата за креативна експресија на Daydream. Од Sundance Институт наградите имаше и филмот Домашен автор кој не го наградија за жал во ниту една категорија од Adobe, ако не се лажам, беше понуден во рамките на разработката на проектите кои беа ставени во рамките на институтот на Sundance. Така што најочекувани филмови од Sundance за оваа година за мене ќе бидат Undertone, Sakharin, The Shitheads, The Friend's House is Here, Josephine, Lady, American Doctor, Public Access, Hanging by a Wire, Chasing Summer, The Disciple, The Gallerist, I Want Your Sex, The History of Concrete, The Only Living Pickpocket in New York, The Wait, The Invite и Knife, The Attempted Murder of Salman Rushdie. И секако балканските остварувања Shame and Money и To Hold a Mountain, кои се надевам дека ќе погледнеме на домашните филмски фестивали на големото платно. А за крајот на емисијата ќе слушнеме композиции од новото EP кој што го издадува Pelican, односно творбата Ascending, од истоименото издание. И ќе завршиме со баладата Perfect Blue, која што ја изведуваат New Miserable Experience, односно од нивниот post-punk new wave албум Glid the Lily. Така што уживајте во овие две прекрасни композиции, а јас сум Златко Ѓелевски и го затворам 636-тиот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои играат тајните на универзумот. Дојареното издание на Дансе Макабре, обрнете внимание на уметничките квалитети и не се задоволувајте со филмските медиокритети. Чао!